По завршената обука која траеше 4 месеци, 59 невработени лица од Пелагонискиот регион добија сертификат за стекнати вештини, барани на пазарот на трудот. Станува збор за завршница на проектот поддршка за вработување на млади кој е финансиран од Европската унија. Ова е трет грант, ИПА проект, програма за развој на човечки ресурси, која имплементира Агенцијата за вработување на Република Македонија преку центрите за вработување, поддршка на млади невработени лица. Специфична цел на овој проект беше зголемување на работоспособноста на младите невработени лица до 29 годишна возраст. Проектот се состоеше од 4 компоненти: практиканство, обука за побарувани занимања на пазарот на труд, обука за советување и предприемништво и обука за зголемување на вештините за работа. Обуките се спроведуваа во неколку градови низ земјата, а опфатот на корисници за мерката изнесуваше 440 невработени лица, од кои половина беа обучени во рамки на програмата за напредни IT вештини, додека останатите посетува обуки за побарувани занимања на пазарот на труд. Интересот и во овој проект на младите лица беше многу голем. На него аплицираја околу 200 невработени млади лица до 29 години, активни баратели на работа. Во рамките на истиот беа реализирани 3 обуки за 3 различни занимања: обука за книговодство, обука за шминкери и обука за масери. Знаењето и вештините, но и сертификатот со кој се стекнаа овие лица треба да им овозможат полесно вработување или самовработување. Во Центарот за вработување во Битола беа доделени 20 сертификати за книговодство, 26 за шминкери и 13 за масери. Со оглед на искуството од претходниот проект, каде што беа понудени поголем број на дефицитарни занимања, изборот беше направен врз основа на занимањата за кои се покажа дека има најголем интерес. А тоа беа точно овие 4, всушност 3 кои пред малку ги наведов и уште едно, обука за грижа и за нега на стари лица во домашни услови. Но за жал во Битола и во Пелагонија имаше мал интерес за ова обука и заради тоа всушност и таа обука не се реализира. Од вкупниот број на лица кои ги завршиле обуките, интересен е фактот дека само 41 маж ги завршиле обуките, а дури 167 се жени. Кај мажите интерес имало за обуките за книговодител и за масер.